Денешното видео го стартувам од вода. Денес е 6 ноември, минатата година последен пат влегов во вода да се бањам на 4 декември, значи има уште еден месец фора од прилика, каде што е одлична водата за капење. И тоа сакам да ви кажам пред да продолжам. Најубавите месеци за летување и за доаѓање во Малта на одмор, ама буквално на одмор, тоа се октомври и ноември. Се натаму да видиш, малце да покажеш. Самата од себе се чисти и е буквално феноменална, што не може да се долови атмосфера, например, каква е во август, јули, па не дај Боже. Значи, ако сакате да летувате фантастичен одмор, буквален одмор со одлична вода за капење, топла и плажи пристојно пополнети, тоа е само октомври и ноември. А сега ќе продолжам со некои други информации што се случија во изминативе 10 дена и што се интересни и за оние кои што живеат во Малта. Одиме на капење. Ајде. Friday, 8 p.m. New podcast. Прво и основно ќе се зголеми минималната плата и тоа ќе се зголемува прогресивно во следните 3 години. Значи, она што пред некое време го кажав дека за прв пат во историјата на постојањето на оваа држава стандардот е поголем од Франција, Италија и Шпанија, веќе и се верификува врз последните покачувања прво на минималецот во Малта, второ се покачува кола, така се вика она амортизација на инфлацијата која што е стандардна како и за сите земји во Европска унија, иако со најмала ставка е во Малта, од 9,50 што беше во минатата година на 12,99. Значи неделно секој вработен ќе добие по толку покачување плата. Покрај тоа владата изгласа и подобрување на условите за плаќање на сметките за вода, струја, газ, гориво. Горивото, знаете, ви го имам тоа кажувано до сега, не е кренато ни цент во изминативе 7 години, а така ќе биде и во следните 4, 1,34 е литар гориво, а сега ќе има плюс додаток на секое семејство што ќе биде подпомогнато во рамки на плаќање на сметките струја, вода, газ. Понатаму ќе биде зголемен и детскиот додаток што го добиваат фамилиите кои што имаат деца, малолетни. За студентите исто така се зголемува нивната стипендија, некаде ќе достигне меѓу 1100 до 1500, зависно од условите во кои што живеат, нели, и студираат. Исто така ќе биде и оваа година која што следува доделување на оние чекови од враќање на буџет. Порано беа враќање на буџетот што не беше потрошен, сега е автоматски подобрување на стандардот, односно, па ќе кажам, амортизација на инфлацијата за секој вработен на островот во вредност од 60 до 150 евра или од 90 до 150 евра. Тоа ќе го проверам и потоа ќе ви го напишам и во најавата на видеото. Социјалната грижа на државата во однос на вработените, во однос на жителите на островот се подобрува и се зголемува. Во рамки на Европска унија, некаде Малта веќе не е ни во втората половина ниту на дното, како што беше тоа пред години, напротив, се качува ниво по ниво и погорните слоеви во рамките на оние сите кои што се членови на Европска унија. Јас сега наскоро пак се враќам во вода, а ако имате план да поминете убав викенд или убави 7 до 10 дена, ова се најубавите месеци октомври и почетокот на ноември за летување на нашиот остров. Се гледаме следната недела. 5, 4, 3, 2, 1. Start.